Голем интерес, позитивни реакции и многу забава. Вака организаторите ја опишаа првата фестивалска вечер од 38-то издание на Макфест. Посочија дека се поминало во најдобар ред и токму тоа е причина повеќе со нетрпение да се очекуваат вечерашните изведби на макфестовската сцена. На моје огромно задоволство можам да истакнам дека првата фестивалска вечер на овогодишното 38 поред Макфестовско издание помина одлично. Сите коментари, сите реакции се позитивни, што за мене како дел од организацијата е еден мотив да продолжам и понатаму да работам напорно на овој пат кој што ние сега го трасираме за македонската музичка сцена да добива вакви квалитетни, модерни, забавни мелодии. Се надевам дека ги исполнивме очекувањата и ваши како представници на медиумите и стручни лица кои ја следат меѓу другото и забавната македонска музика и содржински и по квалитетот на песните и по она што аудиовизуелно на сцената можевте да го видите и по настапите на пеачите. Уметничкиот директор Роберт Саздов вели дека е навистина жално што концептот дозволува само 5 композиции да поминат и во следната вечер, бидејќи овогодинишните композиции ги оценува како доста квалитетни. Искрено многу ми е жал што не примаме повеќе песни за вечерва од 5, затоа што неколку многу добри песни се спречени да настапат. Ние имавме одредено дека 5 песни ќе влезат, а повеќе од 5 беат добри. Сега за секој е тоа различно, меѓутоа стварно потенцијални хитови, да не ги именувам, да не кем да никого да фаворизирам. Периодот помеѓу двете изданија на Макфест, минатата и оваа година, покажал дека новиот концепт дава позитивни резултати, особено за реномето на фестивалот. Саздов вели дека изведувачите покажуваат поголем интерес за учество, кога знаат дека фестивалот не е со надпреварувачки карактер. Према сите реакции што сум ги чул од минатата година до сега, ние сме, не знам за другите народи, ама кај нас стварно луѓето сакаат да навиваат, сакаат да завземат страна и навикнати се, тоа е веќе влезено малтене во кодот. Затоа што минатата година прва, ова втора, тоа се единствени две изданија на некој си фестивал во Македонија воопшто, каде што нема награди. Дури на детските фестивали има награди. Секаде има награди, освен ова. Меѓутоа, не дојдовме во една згодна позиција. Да сите кои што ги повикуваме прифаќаат да пеат затоа што знаат дека нема да има... Секогаш има проблеми. За публиката е забавно, они гласаат, навиваат и така, ама за пеачите не е. Инаку, целиот проект Макфест чини околу 6 милиони денари. Средства од кои дел се наменети за откупување на авторските права на авторите и изведувачите за композициите. И тие средства од минатата година се зголемени.